Мислам дека денеска на почеток од вториот дел после одморите на годината сме тука на вистинското место за вистинските прашања, за поддршката што на приватниот сектор ќе следи во наредниот период од владата на Република Македонија, за сите прашања кои што можат да бидат поставени денеска одговорени тука на компетентно место и за обеќањето на заменик председателот на владата дека сите отворени прашања транспарентно ќе се решаваат во оквир и во можностите на економските политики утврдени од владата на Република Македонија за поддршка на извозните и индустријските капацитети и сите оние што можат да допринесат за зголемување на GDP-то и на извозот во Република Македонија. Јас само пред да му дадам збор на господинот Анѓушев, сакам да ви информирам дека со денешниот настан почнуваат серија активности на Стопанската комора, кои што ќе траат до крајот на годината. Следува во текот на оваа недела еден самит на предприемачите од Балканот, каде што ние сме едни од соорганизаторите, на кој што ќе се расправа и ќе се направи пресек на состојбите околу предприемаштвото на Балканот. После тоа следува една многу сериозна расправа за дуалното образование на 25-ти тука во Стопанската комора на Македонија, која се припрема долго време. Па на почетокот на месец октомври ќе следат активности кои што ќе значат наше учество во градењето на буџетските проекции за наредната година и на економските политики, градење на економските политики за 2020 година и сето тоа ќе заврши со самитот на 2025, каде што ќе се обидеме да анимираме нашата диаспора во градењето на економските политики и поддршка на политиките кои што ги прокламираме како приватен сектор. Така да сакам да најавам дека ќе имаме доста активности, ќе бидеме на повеќе фронтови изложени и го очекуваме вашето активно партиципирање во тоа. Сега би му дал збор на заменик председателот на владата, господинот Анѓушев, кој изрази спремност да денеска поразговара за актуелните законски решенија кои значат поддршка на приватниот сектор во Македонија. Ние такви средби ќе одржиме во текот на неделата и низ Републиката, така да слободно ќе се разговара на таа тема. После излагањето ќе може да се одговара на прашањето и да се дојдеме до вистинската и потребна динамика на активности кои што се врзани со роковите, а роковите се до крајот на наредниот месец продолжени за да можат апликациите да бидат онака како што треба.